Лјупчо Николовски точно знае ние кои сме. И лично, заканувајќи се, упатувајќи закани кон мојот татко, телефонски, и кај да го види, и праќаше луѓе да му се заканува да не работиме. Сакам да го прашам јавно господинот Лјупчо, зошто тие решенија уредно не се доставени до нас. Во решението за одземање стои дека добитокот наводно не бил чуван во соодветни услови, со што е прекршен законот за благосостојба на животните. Семејството Ѓоргиеви пак вели дека се темели на еден инспекциски надзор кој во суштина и не нашол некакви неправилности. Се работи за носење на решение за прекршок од страна на минатата власт согласно законот за безбедност и чување на животните. Овој закон мислам дека е донесен наменски само за оваа фамилија и бидејќи ова е единствено решение, прекршочно решение со кое оваа фамилија се казнува поради својот политички прерогатив кој го имаат, обратен на тогашната власт. Кравите биле под политички прогон. Вакви глупости, например, прави само провладина афирмативна телевизија. И овој истиот адвокат кој сака да стане у Страсбур, зборува за политички прогон на крави. Следниот пат, пред да излезете со овакви паушалности, дека биле под политички прогон, ќе ве замолам да видите дека има решение дека е прекршен закон. Значи целиот имот што го садиме летос ке све ни уништен. Секоја година, али оваа година катастрофално. Снимките ќе покажат. Они ги собират говедата тие што се сопственици, а викат дека не се нивни, а они трчат по нив и ги собират. Од градот па нагоре сите села што гравитират према Калин камен се уништени. Ова е снимено пред отприлика месец дена. Ама имаше инцидент, 100 крави се шетале по цела крива паланка, по бавчи на луѓето, по ниви, по градот, по автопат и луѓето не може да ги избркат. И полицијата не ќе да интервенира, иако има решение дека тие крави треба државата да ги собере итну. Решението е од лани. Државата не ги собира тие крави прават зулум.